Програмата за рурален развој е од некаде околу 33 милиона евра. Јас би сакал да кажам дека за помош на земјоделците и програмата за директни субвенции, која е некаде околу 101 милион евра, така да минатата година исплативме 104 милиона евра. И секако на земјоделците им стои исто така една финансиска програма, тоа е ИПАРТ програмата. ИПАРТ 1 програмата која завршува до крај на 2017 година, каде што имаме на располагање уште 11 милиони евра и од јуни-јули месец веќе планираме да распишеме огласи за ИПАРТ 2 програмата, каде ни стојат исто така на земјоделците 60 милиона евра. Сега, кои се мерките, оно што рековте што стојат на земјоделците? Практично со овие три програми се офатени сите мерки во земјоделието. Значи, од набавка на механизација, проблемот што земјоделците го има за набавка на механизација за поголеми машини, трактори над 10.000 евра, бидејќи таа се финансираше само преку националната програма 50-50. Сега со ИПАРТ 2 програмата практично ќе имаме неограничени можности за набавка на механизација, може да се набавува и трактори по желба. Бидејќи програмата има доволно средства, така да може механизација, кој што реков, да набавуваат, и тоа со ИПАРТ 2 програмата е 60-40, додека над 700 метри е 70% кофинансирање и за млади земјоделци 75% кофинансирање. Значи имаме многу поволни услови, така да еве во ова прилика сакам да кажам да земјоделците искористат ова програма целосно. И во тој правец секако дека ние како министерство, како влада направивме големи напори за да можат земјоделците да ги користат овие програми, сите што им стојат на располагање. Пред се направивме големи напори во однос на користење на ИПАРТ програмата, бидејќи тоа знаете дека се европски пари, тие бараат апликациите да бидат целосни, прецизни, бара повеќе формулари, и во тој правец ние како министерство формиравме еден тим од 80 агроинженери кои што ќе им стојат на располагање во изготвување на овие апликации на земјоделците. Тимот го формираме во мај месец 2015 година, тие сега се нонстоп се на терен, и во тој правец изготвивме проекти практично за сите проекти во земјоделието што требаше земјоделците сами да ги изготвуваат. Ние како министерство ги изготвиме и им ги даваме со помош на овие 80. Да, со помош на овие 80 агроинженери кои што ќе им помогнат, значи проектите ќе бидат во подрачни единици, секој земјоделец ќе може да дојде да каже јас сум заинтересиран за краварска фарма од 10 крави, еве го проектот, повелете, и ние ќе помогнеме сите комплетно документи што ви се потребни за апликација да ви ги обезбедиме и да ви помогнеме да аплицирате. Тоа во кој од програмите спаѓа? Значи овие мерки председателе, значи може да користат и за ИПАРТ програмата и за програмата за рурален развој 50-50. Значи таму се бара проект да се направи сите овие документи. Значи за тоа и сега најголем проблем што беше на земјоделците, бидејќи сите овие програми се и за рурален развој и под програмата се со предфинансирање, потребно беше да се обезбеди, најголем проблем е хипотеката. Значи од банка да се земе кредит, треба да се предфинансира, па после се враќаат парите. Во тој правец се сеќате вие, ние направивме гарантен фонд, каде што имаме 20 милиона долари и каде што 50% од хипотеката ние ќе преку овој гарантен фонд ќе се гарантира. Тоа го направивме заедно со Кога ќе почне тоа со функционирање? Гарантниот фонд е во функција веќе, значи еве тука колку има искористено за сега? Кога е во функција? Значи тоа пред месец дена е во функција, значи, веќе одскоро е, веќе еве има една апликација за една краварска фарма од 500.000 евра во Струшко. Значи веќе аплицираше, веќе ја следам работата да видиме, тоа би била една така прва поголема инвестиција во земјоделието, сака да прави на фарма 30 крави. Супер. Министар, значи вака. Зема од програмата, зема средства од програмата 50-50. Така. Но за да ги земе тие 50-50, прво треба да изфинансира. Треба да изфинансира, па после за да изфинансира, па после 50% да му се вратат, треба да земе кредит. За да земе кредит, никој не им ги зима хипотеките во селата, куќа во село или штава во село или не знам што, затоа што се плашат дали тоа е ликвидно и дали после ако он заглави и не ги врати парите, дали ќе може банката да ги продаде, односно да ги врати он средствата, ако не може банката да ги продава хипотеките.
не се ликвидни. И од таа причина се направи гарантниот фонд. И 50% кој што ќе им гарантира на банките практично. На банките 50% од хипотеката што земјоделецот треба да ја даде на банката. Значи 50% сам ќе гарантира, ќе даде хипотека, 50% ние ќе гарантираме. Тоа е нов момент. Тоа е она што минатата година, цела година го подготвувавме. Да, така, на собрание беше закон од месец дена. Така, значи имаше поголема процедура. Почнува да функционира. Исто тука имаме уште една новина, а тоа е 50% за ИПАРД програмите, 50% да им ја субвенцираме каматата. Значи камата не помало испод до 8%, 50% ќе им ја субвенционираме. Преку програмата за директни субвенции, значи ако е 8%, тој ќе плаќа 4%, 4% не, ако е 6, 3, 3, така. За кои кредити? За ИПАРД програма, само до 500.000 евра. Така. Значи, кога користи од овие 50-50 или општо? Не, само од ИПАРД кога користи. Само од ИПАРД. Само од ИПАРД програмата. Само од ИПАРД програмата. Сакаме да затоа да се симулира ИПАРД програмата, бидејќи тие се европски пари, сакаме да ги искористиме целосно. Значи, затоа, бидејќи 50-50 председателе програмата оди, нема проблем. Значи, тука нема има искористеност. Има искористеност, целосна искористеност. Значи, целосно, колку имаме пари. Значи, еве, тоа реков, значи, за 2015 година 104 милиони искористиме програмата за директни субвенции. Како може да искористи таа поволност за пола од каматата му плаќа државата? Кај треба се обрати? Значи, вака, процедурата е вака. Значи, тој прво подпишува договор со платежна агенција, значи на оглас аплицирал за одреден проект. Еве, да земеме ова краварска фарма што е од 30 крави. Тоа аплицирал за 500.000 евра. Значи, поднесува проект и сите оние документи што се потребни, подпишува договор, платежната агенција ги проверува сите документи и доколку установи дека се е во ред, подпишува договор за користење од ИПАРД програмата 500.000 евра. Кој му ја нуди ова поволност за пола камата? Пример, многу од земјоделците не знаат дали ИПАРД... Ние, значи, ќе оди преку директни субвенции, значи од нашата програма. Од Министерство за земјоделие, да. Програма за рурален развој. Да, програма за рурален развој. Значи не е од ИПАРД програмата, тоа е национални се тие пари. Правите ли напори да се информираат земјоделците за оваа можност? Па, председателе ви кажав, ние веќе имаме направено од 80 овие. Дали вие кога ќе користат они, се извинувам, кога ќе користат средства од ИПАРД, дали имате задолжено службеници да им ја кажат можноста, бидејќи многу од земјоделците не се свесни? Дали имате задолжено некој да му каже ти земаш од ИПАРД средства, да знаеш има ваква и ваква можност. Така, председателе, во декември имавме инфоденови, каде што државме во сите поголеми земјоделски региони, значи овие што, како што реков, задолжената работна група, имаше инфоденови во декември месец. И објасни сите овие услови. Во колку места бевте? Па сега во моментот, еве, бевме негде 10 места. Значи, секако дека значи тек почнува ова погодност да ја користиме. Значи така да се слагам. Кој врши таа дејност? Значи ИПАРД секторот, значи ИПАРД секторот е задолжен за оваа работа, треба одење од село во село. Значи, тука се задолжени председателят, точно е тоа, Агенцијата за рурален развој на земјоделие Битол, значи тие исклучиво комплетно се задолжени за промоција на ова ИПАРД. Задолжени се, дали го исполнуваат тоа? Да.